In this evening, I want to start our study reading a verse from the Bible. It's about Psalm 133, verse 1. Значи, ова вечер нашето проучување би сакал да го започнам со стих од Библијата, а тоа е which verse? 133, 1. 133 псалм, ќе го читаме првиот стих од 133 псалм, така ќе започнеме за вечерва. Ете колку е добро и колку е мило кога браќата живеат заедно. So that's a challenge. Ова е еден предизвик сам по себе. It is good and it is pleasant that the brethren to be dwelt together in unity in the same place. Колку е добро и колку е мило да браќата живеат во единство на едно исто место. But without unity, the church cannot dwell with her members in the same place. А без единство, ова не би било возможно, значи да членовите на црквата бидат единствени, да бидат на едно исто место. And I think you know this as a biblical truth, that where there unity does not exist, there is no peace, no friendship. И мислам дека ви е познато оваа библиска вистина, дека каде што нема единство, таму нема ни мир, нема ни пријателство. And unity is the issue that everybody is trying to implement in the church. И единството е навистина нешто што секој се обидува да го имплементира, да го употреби во црквата. Now, how many kind of unity do you know? За колку видови на единство знаете или колку видови на единство познавате? Прашање до вас. Let's take for example a company Да земеме на пример некоја компанија, фирма, who is producing something, a software or a car or doesn't matter. која што произведува нешто, да речеме софтвер, автомобили или било што. If the client is asking for the products that this company is implementing and producing, Значи, ако клиентот побарува некој од производите кои што оваа фирма ги произведува, all those involved in the project will be in unity or not. дали сите оние кои што се во целиот тој процес на производство, на тој производ, би требало да се во единство, или дали се во единство, или пак не се. It is clear that all will work to finish the product in time. Јасно е дека сите ќе работат, ќе соработуваат за да го завршат тој производ на време. But I ask, is there unity between workers or not? Но прашањето ми е дали меѓу колегите, работниците во таа фирма има единство или не. Or we have competition? Или пак имаме надпреварувачки дух, надпреварување меѓу нив. Colleague that is betraying another colleague to take his place? Колега кој што ќе го предаде или поттурне, ќе се излакта, да кажеме така, ќе го поттурне другиот свој колега за да го заземе неговото место. One who work overtime and work in a kind of way to be seen by others or by his boss that he's working much. Или гледаме некој друг кој што можеби работи прекувремено за да му падне во очи на газдата дека е вреден работник. Now tell me, is this unity? Кажете ми, ако имате една ваква слика, дали тоа е единство? No. Не. Although a company can produce a product in time when promised, without no unity. Значи, иако, може да се случи да една таква компанија и произведе производ навремено и без некакво единство да постои. But you must know one thing. Меѓутоа мора да знаете едно нешто. A kind of unity exists in that company.
kind. There is a kind. Yes. Значи, сепак некој вид на единство постои во таа компанија. The boss Газдата, да речеме, has to be listened and obeyed by everybody else. мора да биде послушан, да го слушаат, значи, останатите во фирмата, се разбира. Agree? Дали се служуваме со тоа? And the boss has always another boss. Шефот, значи, се мисли на шефот, а секогаш над него пак има некој што е на повисоко место. So, even if we don't have a unity that comes from the heart of the colleagues, one to each other, Значи, иако го немаме она единство кое што доаѓа од срце меѓу колегите, we have a unity implemented, managerial implemented. сепак имаме, значи, единство кое што постои меѓу менаџментот. Now, when comes to speak about the church, Сега, кога станува збор за црквата, how we are functioning? како, на кој начин ние функционираме? What kind of unity exists between us? Каков вид на единство постои меѓу нас? And are we able to provide the final product to God? И дали сме во состојба да го произведеме, да го дадеме финалниот продукт, да му го дадеме финалниот продукт на Господа? I want to think at this subject while we begin to study another theme, the fight of the giants. Че би сакал да размислуваме во овој правец, додека еве почнуваме со една нова тема, борбата на джиновите. You remember that we spoke some evenings ago about two gospels that are preached in Adventism. Се сеќавате дека пред некоја вечер зборувавме за постоење на две евангелија кои што се проповедаат во рамките на адвентизмот. And we saw on a slide the ministry magazine from 1994 where was advertised a book about five gospels. И видовме на самиот слайд преку списанието Министри од 1994 година, каде се промовира книга во која што Five. каде што се вели дека се проповедаат не едно или две, туку 5 евангелија. Now, I want you to know that we have a problem in Adventism. Би сакал да ве запознам, да знаете дека имаме проблем во адвентизмот. And we will call this problem the theological tension. И овој проблем ќе го наречеме теолошка тензија или напнатост. And because of this theological tension, we have a lack of unity between us. И токму заради оваа теолошка тензија која што постои, недостасува единство меѓу нас. Now, I want you to look to these images. Би сакал да ги погледнете и да ги погледнеме заедно овие слики овде, фотографии. All men that you see on the upper part of the slide are all dead. Сите оние кои што ги гледате на горниот дел од слайдот, сите се починати. They represent the old school of Adventism. Тие, инаку, се представници на онаа стара школа на адвентизмот. Their teaching and preaching reflected the Adventist message as was preached following October 1844. Значи, тие ја проповедале, ја изнесувале адвентната порака, онаква каква што била после 22 октомври 1944. Those from the bottom part of the slide Оние кои што ги гледаме пак во долниот дел од слайдот, represent the new school of Adventism. тие се представници на новата школа на адвентизмот. They are teaching a combination between Adventism and Catholic evangelical theology. Значи, тие проповедаат комбинација, значи проповедаат комбинација на адвентизам заедно со римокатоличко евангеличка наука или теологија. We go to the next slide. When I want you to look to the ears, that 3 ears that are written there.
Би сакал на овој слайд да ги погледнеме трите години кои што се запишени. What 1844 represent? Што представува 1844 година? Што е представено преку оваа година? It is written. But tell me something else which is not written. Значи, добре, али кажете ми нешто во врска со оваа година што не е запишено. Jesus went into the Okay. forest. Okay, something else. Нешто друго? Oh, the foundation of the Adventist Church. Yes, the foundation of the Adventist Church, of course, then take place. Добро, и тоа е точно, да. In 1863 was only a human organization, nothing more. Да, подоцна во 1963 година, кога се формира организацијски, тоа е само една човечка организација, ништо повеќе. Некој спомна тамо разочарувањето, the disappointment. The disappointment, of course, in 1863, God leaded the organization. Секако, кога кажавме 1963 дека организацијски се структурира црквата, тоа беше исто така водено од страната на Бога. But the Adventist Church started to exist immediately following 22 October 1844. Меѓутоа, точно е да се каже дека Адвентишка црква почна да постои веднаш после 22 октомври 44. Now, 1888, what represent? Што представува сега 1888? Минеаполис. Minneapolis. Okay, something different than what is on slide. Something else. А нешто поинакво од она што го читаме на слайдот? John C. Wagner brings the most special, precious message to the church. Значи, Джонс и Вагонер ја изнесуваат најскапоценната порака до црквата. Jesus Christ, the central. Jesus Christ is preached as the center of the gospel, and Значи, Исус Христос е проповедан како централна фигура на Евангелието. as the Jews rejected Jesus in 31 before Christ, И како што евреите го отфрлија Христа во 31-та година, before Christ. after Christ. 31 година после Христа, да. The same happens in 1888. Истото се случува и во 1888. Now, I asked you, I remember about 1957, if you know something about this year. You asked. I asked 2 or 3 days ago. Значи пред 2-3 дена ве прашав дали нешто се сеќавате што представува 1957 година, што се случило тогаш. And you said that you did not heard about this anything. Вие рековте дека ништо посебно не сте слушнале во врска со оваа година. No, so I will try to, in short words, to briefly to tell you something. Ќе се обидам накратко да ви кажам нешто во врска со оваа година. Some years later than 1957, Неколку години после 1957, Walter Martin, the guy that you have in the image, Волтер Мартин, тоа е човекот што го гледаме на оваа трета слика, who was working with Donald Gray Barnhouse, кој што работел заедно со Доналд Греј Барнхаус, at Eternity magazine, значи во уредувањето на списанието Eternity, was commissioned by somebody to write a book on cults, sects. значи бил замолен, односно имал за задача да напише книга во врска со постоечките секти и култури. Please, in this evening, please be very, very careful to every detail. Ќе ве замолам оваа вечер да бидеме внимателни на секој детаљ кој што ќе се изнесе. So Walter Martin, which is a Calvinistical Baptist, Значи овој Валтер Мартин, кој што е калвинистички баптист, which collaborated with Barnhouse, which was a Presbyterian Calvinist, кој што соработувал со Барнхаус, кој што пак бил презбитеријански калвинист, Martin is commissioned to write a book on cults.
Значи Мартин, како што рековме, бил требало да напише книга во врска со сектите. In that time, the Seventh-day Adventist Church was considered to be a cult. Во тоа време, In America. ова мора да го знаем, во тоа време во Америка, Адвентишка црква на седмиот ден била се сметала за култ, односно за секта. Why? Зошто? Because we believed that the atonement was not finished and completed at the cross. Затоа што ние веруваме дека помирувањето не било завршено на крстот. Because we believed that Christ came in the human nature fallen into sin, Затоа што ние веруваме дека Исус дошол, станал човек и тоа во грешната човечка природа. because we consider that justification goes together with sanctification in order to be saved. Затоа што ние сметаме дека оправдувањето оди заедно со посветувањето, за да некој биде спасен. And we can continue the subject, but these three are the most И important. можеме да продолжиме со листата, меѓутоа овие три се најважните. Walter Martin read a lot about Adventists and from Adventist sources. Read about and from. Значи, Валтер Мартин прочитал доста материјали од адвентистички извори, но и од други извори за адвентистите. So he has a formed already opinion about Adventists. Значи, тој веќе имал оформено мислење во врска за адвентистите. But he considered that it's better in preparing this book to have discussion with Adventists. Но сметал дека при подготовката на оваа негова книга било добро да има дискусија, значи да разговара со адвентистите. So together with Barnhouse and other evangelical Calvinists, Значи заедно со овој Барнхаус и со други евангелистички калвинисти, they asked the General Conference of the Seventh-day Adventists for meetings. побарале од Генералната конференција на адвентистичката црква да имаат средба. And the General Conferences agree. И Генералната конференција се сложила на ова. Leroy Edwin Fromm Лерој Ервин Фрум and Roy Allen Anderson и Рој Андерсон and George Reed, if I remember correctly, or Reed, let's say only Reed, R-A-A-D, исто така и Рид are the most important people who participated in these discussions. се најпознатите луѓе кои што значи учествувале во оваа дискусија. The Calvinistical party came with some questions to be asked. Калвинистичката група сакала да постави известни прашања. The Adventists gave their answers, Адвентистите ги дале своите одговори. and when the Calvinists heard the answer, they were shocked. И кога калвинистите ги слушнале одговорите, биле шокирани. Because what the Adventist leaders were telling to them Затоа што она што го слушале од адвентистичките водачи was different than that they knew about Adventism from reading their books. било поинакво од она што тие го знаеле, значи за адвентисти читајќи нивни книги, адвентистички книги. And they said to Adventists so, И им се обратиле на адвентистите вака. if you agree to write a book with our questions and your answers that you have given to us now, Ако се сложите да напишете книга во која што ќе се содржат нашите прашања до вас и вашите одговори на тие прашања, in the book that will come, written by Walter Martin, you will not be named a sect. тогаш во книгата која што треба да излезе, ова книга на Валтер Мартин, немате да бидете опишани како секта. So the deal was legalized. И паднал договорот. The Adventist
published in 1957 the book entitled Адвентистите ја издале книгата во 1957 година, која што носи наслов Seventh-day Adventists responds to questions on doctrine. Одговорот на адвентистите на седмиот ден на прашањата за доктрината. After a time, Walter Martin published a book entitled The Kingdom of the Cults, После некое време Валтер Мартин ќе издаде уште една книга која што се вика Царството на сектите, where he did not consider the Adventist Church as being a sect, a cult. каде што не ја вброил адвентистичката црква во групата на сектите. But from this period of time, the years 50, especially 57, Значи, но во овој период од времето, значи 50-тите години од 20-тиот век, односно посебно оваа година 1957, the Adventist Church enters in a new period of crisis. адвентистичката црква влегува во еден нов период на криза. Don't forget, we have a crisis in 1888, we saw last evening, Видовме од вчера дека криза постоела во црквата 1888. and we still are in this crisis, said George Knight. И според Джордж Найт, ние сме се уште во таа криза. And in 57 we entered in another crisis in which we are still today. А во 1957 година влеговме во една друга криза во која што се уште сме и ден денес. We go further. Одеме понатаму. The next slide. Yes, we won't read it because you know it. I want only to remember to you. Нема да го читаме, да ги читаме овие цитати затоа што ги имавме веќе, но сакам нешто да запомнете од овде. We read the first part. Adventism is changing and experiencing a crisis of identity and deep theological division. Значи првиот дел адвентизмот се менува и доживува криза на идентитетот и длабоки теолошки поделби. Do you remember that Fernando Canale told us the name of two books who contribute to this crisis? Questions on Doctrine and Movement of Destiny. Дали се сеќавате дека Фернандо Канале баш ни ги спомна овие две книги кои што придонеле за оваа криза, значи прашање за доктрините и Movement of Destiny. Movement of Destiny. Судбоносното движење. Okay. We read the last part of the quote. Officially, as an institution, Adventist leaders continue to affirm biblical doctrines with their brains, while evangelical theologies and practices progressively shape their hearts and actions. Последниот дел, последните два реда. Официјално како институција, адвентистичките водачи продолжуваат да ги потврдуваат библиските науки во своите умови, додека во исто време евангелистички науки прогресивно ги оформуваат нивните срца и дела. And I told you that we want to see if Fernando Canale, which was a professor emeritus at Andrews, has right. Се сеќавате дека ви реков дека сакаме да видиме дали Фернандо Канале, кој што бил професор на Ендрюс универзитетот, имал право во ова што го And кажа. in this evening, we will start to see if he has right when he's saying these things. И оваа вечер ќе започнеме само да истражиме, да видиме дали имал право во ова што го кажува. What he is saying, that officially, institutionally, our leaders speak, affirm some connection with biblical doctrine of Adventism, of sanctuary. Значи што вели тој? Дека официјално, институционално, адвентистичките водачи зборуваат, ги потврдуваат библиските науки. While evangelical theology and practice is shaping our mission and our church. Но во исто време евангелистички науки ги оформуваат нашите срца, нашата црква. Now, we will see if it is true or not. Сега ќе видиме дали ова е вистинито или не. We go to the next slide. And now we start to study. Од овој слайд ќе почнеме, значи, да
проучуваме да видиме дали овие тврдења на Фернандо Канале биле вистините. Can you read it? Ова е Джордж Найт. Една голема динамика во адвентистичката теолошка историја представува напнатост меѓу оние кои го воздигнуваа она што е посебно адвентистичко во системот на верување на деноминацијата и оние кои го нагласуваа тоа што е христијанско во него. Оваа напнатост или тензија, кој што рековме, се доближи до преломната точка во периодот по 1888 година. Истото важи и за 1950-тите, кои што сведочат дека водачите на Генерална конференција под влијанието на Фрум ја отфрлија теологијата и влијанието на Андрисен. Now, he is speaking about a theological tension between Adventists or inside Adventism. Значи, Джордж Найт овде зборува за тие теолошки тензии, напнатости внатре во адвентизмот, Created because in Adventism two parties began to exist. кои што настануваат заради тоа што во адвентизмот почнале да постојат две групи. Се издвоиле две групи. One group speak, teach, preach about what is unique in Adventism. Една група која што зборува, учи, поучува, проповеда за она што е единствено, значи, во адвентистичката црква и адвентистичката наука, уникатно за неа. The other speaks about what is Christian, evangelical in Adventism. А она, другата група зборува за она што е општо христијанско или евангелско во адвентистичката црква. Now, at the next quote, please be very careful. Сега бидете внимателни на следниот цитат кој што гласи: еден од начините кој бил користен адвентизмот да изгледа похристијански за време на 40-тите години, значи од минатиот век, беше чистењето на адвентистичките списанија, чистењето по наводници, на адвентистичките списанија во оние области кои биле сметани за секташки. Now, please tell me, who tried to make Adventism appear more Christian? Ќе ве замолам да ми кажете кои се оние кои што се обидуваат адвентизмот да го направат да изгледа онака похристијански. Those outside of our church? Дали тоа се оние надвор од нашата црква? Дали станува збор за такви? Ne. No. Those From inside. from inside. Значи, оние што се од внатре, од црквата. So there were people in Adventism which were Adventists, Значи, имало луѓе во адвентизмот, во адвентистичката црква, кои што биле адвентисти, that for sure were not nobody in the church, were teachers, professors, кои што pastors, со сигурност не биле никој во црквата, туку биле навистина познати еминентни професори, учители, проповедници во црквата. and what have they done? И што направиле? They clean up some Adventist publication in order that Adventism do not be so sectarian. Значи, направиле прочистување на некои адвентистички списанија со цел адвентистите да не бидат сметани за секта. Значи, да не изгледаат толку нашите учења секташки. Please note, I'm not that who is making this declaration. Значи, ве молам, запазите дека ова не сум јас тој кој што ви го кажувам ова. The declaration is not mine. Значи, овие изјави не се мои лично. The declaration was made by the most renowned historian of Adventism, Че овие George Knight. тврдења ги кажува еден од најпознатите историчари во адвентизмот, Джордж Найт. Now, let's go to the next quote. Додеме на следниот слайд. Цитатот кој што... We are reading only the first part Океј, in black. in black. Yeah. Благо речено, кризата од 1888 година ја потресе црквата со таков интензитет, така што деноминацијата никогаш не се опоравила целосно. Do you remember? Се сеќавате на ова? Now we read Вчера. the second part.
вториот дел во црвено, не можете да го разберете денешниот адвентизам ако не ги разберете 50-тите години, значи од минатиот век. Средиштето на таа криза е тековната теолошка тензија меѓу оние теолошки идеи кои адвентизмот ги има заедно со другите христијани и оние кои ја прават оваа деноминација посебна. What he is saying, it's shocking. Оно што тој го вели во ова свое излагање е навистина шокантно. You cannot understand what Adventism is today if you do not understand what happened in 1950s. Тој вели дека не можете да го разберете адвентизмот денес, што е адвентизмот денес, ако не разберете што се случувало во 50-тите години од 20-тиот век. Now, if he has right saying this, И сега, ако тој има право, што го кажува ова, those who do not know nothing about 1950s, they don't have any clue about what Adventism is today. тогаш оние кои што немаат поим што се случувало 50-тите години, тогаш тие таквите, значи, немаат врска што представува адвентизмот денес. So it's very important for us to find out what happened, more than I say to you in this week. Значи, многу е битно, затоа е многу битно да сватиме, да видиме што се случувало, значи, целата ова седмица што е пред нас. Let's conclude what we have said till now. Да заклучиме што кажавме досега. We have in Adventism a crisis which creates tension and disunity. Значи, имаме криза во адвентизмот, која што предизвикува тензии и неединство. This is a theological tension Значи, станува збор за теолошки тензии, that exist because we have two kind of schools in Adventism. School of thought, let's say. затоа што кои што тензии постојат заради тоа што во адвентизмот имаме два вида на школи на мислата. One school is trying to keep, to preach, to write about what is unique in Adventism. Едната школа се обидува да учи, да пишува, да проповеда за тоа што е посебно во адвентизмот. The other school try to mix Adventism with evangelical theology. А другата школа се обидува да ги измеша адвентизмот со евангелистичката наука. This process started in the years 50s. Овој процес започнал во 50-тите години од 20-тиот век. That's why we cannot understand why we have a lack of unity if you do not understand what's happened in the 50s. Заради тоа, ние не би можеле денес да сватиме зошто постои недостаток на единство, доколку не разбереме, значи, што се случувало 50-тите години. Now, do you remember that some slides back, George Knight said that the years 50s showed a tension that existed between Froome, which was influencing the General Conference, and Andreasen. Значи, дали се сеќавате во еден од претходните цитати дека Најт зборува за тензии кои што настанале токму помеѓу Фрум и Андресен. You remember? Дали се сеќавате? If not, we go back. Ако не се сеќавате на тоа, ќе се вратиме назад. We go back. Another one. No. First after the next one. This. Да. Should I read? The same, Yeah. The same would be true. Yeah. Истото важи и за 50-тите, кои што сведочат дека водачите на Генерална конференција по влијание на Фрум ја отфрлија теологијата и влијанието на Андресен. So the important point is 1950s and two names, Froome, which was influencing the General Conference leaders, and Andreasen. Значи, треба да запомниме. Битен момент се 50-тите години и Фрум, кој што бил под влијание на водачите на Генерална конференција, од друга страна Андресен. And we will study a case study.
Истражување на случајот. Тоа ќе го проучуваме вечерва. I remember to you, we have these names because these seminaries were prepared for Romania. Ви реков, ви спомнав вчера дека овие имења ги имаме заради тоа што нели овие презентации беа подготвувани најнапред за во Романија. And I wanted to present what is written in Romania in the Romanian language. И сакав да презентирам што е напишено и на романски. But I am 100% sure Но јас сум 100% сигурен that we can do the same thing with the best theologians that you have here in Macedonia or of those from Serbia. дека тоа можеме да го направиме и овде со најдобрите теолози што ги имате и во Македонија или пак во Србија. We can easily replace these names with Ranko Stefanovic, Darius Jankevic or Giri Moskal. Значи, овие имења можеме многу лесно да ги замениме со Ранко Стефановиќ, со Ranko Stefanovic, Darius Jankevic Дариус Јанкевиќ. and Giri Moskal. Иски Србија, да. Jankevic, yes. Джиди Москала. Giri Moskal, no, I don't know for sure. So, Добро. I said only three Првиот names. сигурно го знаеме. Giri Moskala is the dean, if I know correctly, from Andrews today. Аха. Добро. Okay, we go to the next slide. And I present to you the thesis of these three men that you had in the picture or any other that you believe like them. You presented. I will present the thesis. I will say to you now. Значи, ќе ви ја представам сега тезата на овие тројца, Найт, Адамс и Золтан. Okay. I will present the thesis and after that we will study it. Значи, ќе ви ја презентирам првин, а потоа ќе ја проучуваме. They say Тие велат that M.L. Andreasen that you have in a black picture there дека Андресен, оној што го имаме во црно-бела слика, is the person that is guilty that we as a Seventh-day Adventist Church believe in the last generation theology. дека Андресен е виновникот што ние како Адвентистичка црква веруваме во науката за последната генерација. They say that while he was a very influential theologian in the Seventh-day Adventist Church, Тие велат дека додека тој беше многу влијателен теолог во црквата, he was influenced by the theology of Jones and Wagner when they were already apostate. бил под влијание на науката на Джонс и Вагонер тогаш кога тие веќе биле отпаднати. Took their teachings, Ги зел, значи, нивните учења, developed them, ги развил and created in Adventism the idea that we must overcome sin before Jesus can come. Значи, и создал идеја дека ние мораме да го победиме гревот пред Исус да дојде. And because of his teachings and because he has a lot of people who follows him, И заради овие негови учења и заради мноштвото на луѓе што го следеле, што ги следеле неговите учења, in the church began to exist a lack of unity. во црквата дошло до неединство. So the church is split between the official position and the dissident groups. Значи, црквата е поделена меѓу официјалните позиции на црквата и она група на дисиденти. I want to be sure that everybody is with me and you have understood everything. Би сакал да знам дали сме сите тука, дали сте сите со мене и дека се разбравте до овој момент. Yeah? Okay. Now we continue. Продолжуваме. I told you the thesis, now I want you to see that what I have told, it is written in their books. We start. Ви ја кажав тезата, но еве сега да видиме дали сето тоа го има во нивните книги. First idea, M.L. Andreasen is guilty for the existence of the last generation theology in Adventism. Значи, првата идеја е дека Андресен е виновен за постојање на науката за последната генерација во Адвентистичката црква. Let's say what George Knight is saying. Еве да видиме што напишал Джордж Найт. Не е можно да се прецени влијанието на
М.Л. Андресен врз адвентистичката теологија на 20. век. Неговиот теолошки пакет е толку централен за модерниот адвентистички развој, така што човек е принуден да реагира на еден или друг начин. Поединци или групи во црквата или се согласни со неговата теологија, или мора да реагираат против неа. Неутралноста не е опција за оние кои ја разбираат неговата наука. Андресен служил како факултетски или областен администратор, бил автор на 15 на книги, како и професор на теолошкиот факултет. Тој бил највлијателниот теолог на адвентизмот во 30-те години и 40-те години од минатиот век. Неговото посебно поле на интерес биле светилиштето и Христовото помирување. Најголемиот придонес на Андресен во адвентистичката теологија е неговата теологија на последната генерација, која што целосно ја развил до времето кога првпат ја издал неговата книга Службата во светилиштето во 1937 година. Во ова поглавје ќе ја погледнеме неговата теологија од 30-те и 40-те години. From this quote, I want you to remember or to write down two ideas. Би сакало од овој цитат да запомнете или да си запишете две идеи. Please look to the quote to remember. Погледнете во цитатот за да полесно запомнете. Andreasen, according to Knight, was the Adventists' most influential theologian in the 30s and 40s. Значи, според Најт, Андресен бил највлијателниот теолог во адвентизмот во 30-тите и 40-тите години од 20 век. When Andreasen was the most influential theologian of Adventism? Че првата идеја која што треба да запомнеме, кога бил највлијателен Андресен? In the 30s 30-тите and 40s. и 40-тите години. What this means? Што значи ова? How many years? Колку 20. години од тоа? Thank you very much. Somewhere 20 years. Значи во период од околу 20 години. Now the second thing, Andreasen's foremost contribution to Adventist theology was the last generation theology. His last generation theology. Втората работа, втората идеја, најголемиот придонес на Андресен во адвентистичката теологија е неговата теологија на последната генерација. So George Knight say that the last generation theology, the idea that we must overcome sin before living without a mediator, is his own opinion. Значи, Джордж Најт вели дека оваа теологија на последната генерација, дека треба да го победиме гревот пред Исус да дојде повтор пат, тоа е лична идеја на Андресен. Негова теологија, како што запиша. Let's see what Roy Adams has to say about this issue. Am Andreasen guilty for the existence of the last generation theology in Во врска Adventism? со истата работа, дека Андресен е виновен за постојањето на оваа наука на последната генерација, да видиме што запишал Рој Адамс. Во ова поглавје сакам да покажам дека врската меѓу посветувањето, совршенството и Христовата природа, која станала доминантна кај некои групи во денешниот адвентизам, е директна последица на теологијата на М.Л. Андресен. So he is saying that some of the groups in Adventism are speaking about sanctification, perfection and Christ's nature because of Andreasen. Значи тој со други зборови вели дека некои групи во адвентизмот зборуваат за посветувањето, совршенството и Христовата природа токму поради Андресен, како последица на таа негова наука. The same idea is present in the theological course in Romania at the seminary, theological seminary. Значи истата идеја е присутна и на факултетот во Романија. This teacher is teaching also in Hungary. The next one. Овој учител, тој е Золтан, исто така предава и во Унгарија. Професор. Can you read? Еве што вели на истата таа тема, значи дека Андресен е виновен за постојањето на таа наука за последната генерација. Потеклото на адвентистичкиот перфекционизам
лежи во доктрината обработена од страна на Андрисен. Подобро кажано, неговото потекло лежи во доктрината на помирувањето која што Андрисен ја лансирал по некои од неговите проучувања и личната загриженост во врска со така нареченото одолговлекување на Христовото второ доаѓање. So, it is clear Дали е јасно што кажува Золтан? The same, like. yes, the same ideas. Now, Истите идеи, да? to be clear enough, I will come with another quote За да бидеме начисто, значи ќе изнесеме уште еден цитат, written by Angel Manuel Rodriguez, напишан од Анджел Мануел Родригес, who was for a long period of time the director of Biblical Research Institute of the General Conference. кој што долг период бил директор на библискиот институт за истражување во оквир на Генералната конференција. I don't know what is in red. Only, yeah. Теологијата на последната генерација била развиена и популаризирана во адвентистичката црква од страна на Андрисен. So, according to these four men, Значи, според овие четворица што ги видовме до сега, we have a last generation theology in Adventism because ова наука за последната генерација е присутна во адвентистичката црква затоа што of Andres. заради Андрисен. Now, Значи, он е виновен. what I have said, it is that Andreasen developed his theology borrowing teachings from Jones and Wagner when they were already apostatized. Како што рековме порано, значи тие велеле дека тој ја позаемил оваа наука од Джонс и Вагонер, но во периодот кога тие веќе биле отпаднати. And I want you to see that what I'm saying is not what I'm saying, but is a reality. И сакам да видите дека она што јас ви го кажувам не е тоа дека јас ви го кажувам, туку дека тоа е реалноста. We read, continuing with... Продолжуваме со истиот цитат. Тој, значи Андресен, градел врз со гледувањата на A.T. Джонс и E.G. Вагонер. Оваа теологија вовела еден силен елемент на легализам во некои сектори во црквата со тврдењето дека Божиот карактер, отстранет од сатаната во космичкиот конфликт, ќе биде одбранет со светиот и совршен живот на послушност на последната генерација на верници. So he is not agree with the fact Значи тој не се сложува со фактот that the character of God дека Божиот карактер in the cosmic conflict will be vindicated by the church. во космичкиот конфликт ќе биде одбранет од страната на црквата. It is clear from this quote? Дали е јасно тоа од овој цитат? Okay, let's see what George Knight has to say about A.T. Jones and A.G. Wagner as the mentors of Andreasen. Значи, ајде сега да видиме што вели Джордж Најт за Джонс и Вагонер како ментори на Андресен. М.Л. Андресен понатамошно ќе го развие курсот на Джонс, Вагонер и Прескот со христологијата на грешните склонности низ 30-тите и 40-тите години. Only the first one? No, all. Петта идеја во темелот на Андресеновата теологија на последната генерација се сосредоточува на истиот начин на размислување кој ги навеле Джонс и Вагонер да заклучат дека Божиот народ на последното време ќе представува демонстрација за Вселената. Народ, чијшто живот ќе сведочи дека се оние кои ги држат Божите заповеди и верата Исусова. На тој начин Андресен станал теолошката врска помеѓу пост 1888, значи не 1888, туку пост, после неа, теологија, на Джонс, Вагонер и Прескот и оние адвентистички групи кои ќе настанат во 60-тите и 70-тите години од 20 век како реакција на книгата Прашања за доктрината. So it's clear? Дали е јасно сега од ова? Andreasen is the connection link between what Jones and Wagner preached not at Minneapolis but after and some groups of today. Значи Андреасен е оној линк, она врска меѓу она што Джонс и Вагонер го проповедале после Минеаполиската конференција со
групи на адвентисти кои што ова време го проповедаат, или како што овие се спомнате 60-тите, 70-тите од 20 век. Let's see what Roy Adams has to say about this. Еве што вели Рој Адамс во врска со ова. Како што видовме, перфекционистичката агитација во денешната црква на 37-миот ден ја имаше својата генеза во пост 88-та година наука на Джонс и Вагонер. Во ова поглавје сакам да покажам дека врската меѓу посветувањето, совршенството и Христовата природа, која е станала доминантна кај некои групи во денешниот адвентизам, представува директно наследство на теологијата на Андрисен. Let's conclude. Да заклучиме. In our ranks, a group of people, trained theologians, administrators and pastors, Во нашите редови, група на теолози, значи поучени теолози, администратори, пастори, emerge се крева, изникнува, desiring to stop the Adventist teaching that we must live without sin in a period of time when Jesus will not be a mediator. со желба да ја поништа таа наука на последната генерација, дека ние мора да престанеме да грешиме во пред Исус да дојде, значи во периодот посебно кога ќе живееме без посредник. In order to do this, Со цел да го направат тоа, they invented a scapegoat. тие измислиле, значи, еден јарец или како оној Азазел. Scapegoat, but not as a Ah, only, okay. only a goat that is to be put the blame on him. Значи јарец на кој што ќе го се пренесе целата вина, се извинувам. You understand the expression, yeah? Го Okay. разбирате изразот, значи. In the person of Emil Andreasen. А тој јарец би требало да биде Андрисен. So they began to say that this is not Adventist teaching, this is Andreasen teaching. Значи тие почнале да велат дека ова не е адвентистичко учење, туку тоа е лично Андрисеново учење. And И because we have in the church youth or people that are coming outside of our church, И бидејќи во црквата имаме младина, односно луѓе кои што доаѓаат однадвор од црквата, and because we didn't prepare them theologically, presenting them what our pioneers have been teaching, и бидејќи теолошки не сме ги подготвиле во врска со она што било проповедано од нашите пионери, they are not aware about subject as atonement, тие таквите, значи немаат поим за теми како што се помирувањето, sanctuary, overcoming sin, and so on. светилиштето, победа над гревот и така натаму. And these people, because those people in the church do not know our history, can say, И сега овие теолози на таа таква група на помлади или некои кои што туку дошле, кои што не знаат за овие учења, можат да им кажат: Andreasen is the developer of this theology. It is not an Adventist theology. значи таа теологија е директно произлегува од Андрисен, тоа е негова теологија, тоа не е адвентистичка теологија. And people are believing И луѓето веруваат на такво нешто. because they cannot imagine Затоа што не можат да си замислат that a brother дека некој брат who has their spiritual supervision in his hands is lying them. дека некој кој што, значи, има нивни духовен татко, да се изразиме така, може да ги лаже. And they will never raise to study and to verify if what he is saying is true or not. И никогаш нема да земат да проучуваат или не се поттикнати на такво нешто да видат дали тоа што им се вели е вистинито или не е. So you understand? Дали разбираме? To fight against the distinctive Adventist theology, these professors
theologian, pastor, and administrators Значи, за да се борат против овие посебни науки во адвентизмот, are using a scapegoat in the person of M.L. Andreasen. овие професори и теолози Андресен го представуваат како оној јарец на кој што треба да му се префрли целата вина. And they are doing another thing. И прават и уште нешто. They say that Andreasen was influenced by the preaching of Jones and Wagner after Minneapolis. Тие велат дека тој бил под влијание, Андресен бил под влијание на учењата на Джонс и Вагнер, но во времето после Минеаполис. Because at Minneapolis, Jones and Wagner Затоа што на Минеаполис, за време на Минеаполис, Джонс и Вагнер, accompanied by Ellen White, со поддршка на Елен Вајт, preached the righteousness by faith that was preached also by Luther, Calvin, and the others. they say. They say. Значи, тие такви теолози велат дека за време на Минеаполис, Джонс и Вагнер, со поддршка на Елен Вајт, ја проповедале науката за праведност преку вера, која што ја проповедале и Мартин Лутер, и Весли, и другите. But these theologians who loved the church understood that at Minneapolis, John Wagner and Ellen White preached Luther's theology. These are the same group of theologians? George Knight. Oh, okay. Can you repeat? Yeah. Let's do so, too busy also for them. I represent the group of those theologians who have created a scapegoat in the person of Andreasen. Да кажеме дека Паул ја представува онаа група на теолози кои што Андресен нашле еден таков јарец на кој што ќе му се префрли целата вина. He represents the group of Adventists who is preaching what was preached in Adventism from 1844. А јас пак ја представувам онаа група на адвентисти кои што ја проповедаат науката која што била проповедана од 1844. And I'm saying, И сега тој вели, what he is teaching you она што јас ве поучувам is a teaching from M.L. Andreasen. е учење на Андресен. It is not Adventism. Тоа не е адвентизам. You must understand this. Мора да го разберете ова. It's a dangerous teaching. Тоа е опасно учење. It will mislead you. Тоа ќе ве води на крив пат. Please understand. Ќе ве молам разберете. At Minneapolis, we have received the message of righteousness by faith. Во Минеаполис ја примевме веста за праведност преку вера. At Minneapolis, Jones and Wagner and Ellen White Во Минеаполис Джонс и Вагнер заедно со Елен Вајт preached the same gospel as Luther, Calvin, and holiness preachers. Значи ја го проповедаа истото евангелие како и на времето Мартин Лутер, Калвин или оние проповедници на светоста, како што вчера нели видовме. We love that message that was preached in 1888. Ние ја сакаме таа порака која што беше проповедана 1888. We want to preach it. Сакаме да ја проповедаме. What they are preaching is not the 1888 message. Тоа што тие го проповедаат, тоа не е пораката од 1888. Is what Jones and Wagner preached after Minneapolis. Туку тоа е нешто што Джонс и Вагнер го проповедале после Минеаполис. And Andreasen was influenced by them. А Андресен бил под влијание нивно. You understand? Дали сега се разбираме? Okay. Let's see. The next quote. Ова е повторно на Джордж Найт. Yep. Вели, во Минеаполис се проповедаше реформирана порака за праведност преку вера, ништо повеќе или ништо поразлично. Чи само нешто надградено. Тие, Виланд и Шорт, се однесува на Виланд и Шорт, учат дека концептот на праведност по вера изложен од страна на Джонс и Вагнер е поголем и поразличен од разбирањето на реформаторите и евангелистичките христијани. Okay, can you read also this? Вагнер и Елен Вајт одново и доследно ја отфрлија таа идеја. So,
Two guys, doesn't matter who, Wieland and Short. Значи, двајца луѓе овде, Виланд и Шорт. And we saw yesterday that even Kenneth Wood said the same thing. Вчера видовме дека дури и Кенет Вуд го кажува истото. These are teaching that the concept of righteousness by faith set forth at Minneapolis by John C. Wagner is greater than what the reformers and evangelical Christianity preached. Значи, според Найт, како тој кажува за Виланд и Шорт, концептот за праведност по вера изложен од страната на Джон Си Вагнер е поголем и поразличен од разбирањето на реформаторите. But Wagner and Ellen White repeatedly Меѓутоа, Вагнер и Елен Вајт одново и одново and consistently reject the доследно idea. ја отфрле таа идеја. Now, we saw yesterday, if you remember, Ако се сеќавате, вчера видовме that Ellen White criticized the holiness preachers. дека Елен Вајт ги критикувала овие проповедници на светоста. Do you remember? Се сеќавате на тоа? Okay. Let's read the next quote. From the same slide. Yes. Таа сепаратистичка тенденција во адвентистичкиот теолошки развој ќе дојде во директен судир во епохата на 88-та во црквата со теолошката страна на адвентизмот која ги нагласувала оние верувања кои што деноминацијата ги имала заедно со другите христијани. Заседанието во Минеаполис, Минесота, на Генерална конференција во 88 ги истакнало тие верувања, како и важноста на праведноста по вера во спасителните заслуги на Исуса. So he is saying that at Minneapolis was preached the righteousness by faith in the saving merits of Jesus, nothing more, not about sanctification. Значи, тој вели дека на Минеаполис се проповедала наука на оправдување со вера во Saving merits of Jesus. Во спасителните заслуги на Исуса, да. The idea that his acts saves us. Значи дека тој не спасува, а не дека сега постои нели и посветување и така натаму. Now these are the accusations. Ова се обвинувањата. Emil Andreasen is the scapegoat, Андресен е тој јарец. an inventor. Тој е некој кој што измислил своја теологија. He developed a theology that is not Adventist. Развил, значи, теологија, наука која што не е адвентистичка. And at Minneapolis was preached the theology of Luther, Calvin, and evangelical gospel. А на Минеаполис се проповедала наука која што е идентична и еднаква со евангелието кој што го проповедале Мартин Лутер, Калвин и така натаму. Now we can do one or two or one or the other one from this situation. We can choose from two situations. Значи сега можеме да ја избереме дали било тоа случај или нешто друго. To believe what these theologians told us, Да избереме дали е вистинито, да веруваме всушност во ова што ни го кажуваат овие теолози, or to verify if they have right. или пак да докажеме дали тие имаат право во ова што го велат. Second one. Што ќе избереме? Значи второто го избереме. A question. Прашање. Imagine that you are a person which does not belong to the Seventh-day Adventist Church. Замислете си дека вие сте некој личност кој што не сте припадник на адвентистичката црква. And you are coming in the Seventh-day Adventist Church. А доаѓате, значи ја посетувате црквата. And you are listening to the teachings of the Seventh-day Adventist Church. И ги слушате учењата на црквата. How many of them would you believe without check? Колку од тие учења кои што ви се презентираат ќе ги прифатите без да ги без да испитате, значи дали да. How many? Колку ќе прифатите без да истражите? Да се уверите самите дека се вистините. Били прифатиле нешто, а да не сте уверени во тоа? It can be in the start you can even accept it without checking, but
On the start. The start that you are coming to church. The start. Let's, for example, you are a non-Adventist, are coming here, and I say to you, you must keep the Sabbath. You are believing? Да речеме, вие сте неадвентист, доаѓате од надвор во црква и јас ви велам од катедра, ви проповедам дека треба да ја држите саботата. Дали ќе ми верувате? You must keep the law. Морате да го држите законот. Do you believe me? Дали ми верувате? We have to check in the Bible. In my experience, I never met a non-Adventist Јас, според моето искуство, лично искуство, јас никогаш не сум сретнал неадвентист who believed me without checking his Bible. кој што мене ми поверувал, без тој самиот да провери дали тоа го има во Библијата. Have you met? Сте сретнали ли вие некој таков? Maybe there is one, but for that guy it's also dangerous to read the paper or to go on the street. To what? For that person who is coming here and believe us without checking his Bible, it's dangerous to read the newspaper or to go on the street. I don't understand. Is somebody who understood За that? таквиот кој што ќе дојде, мислам ако има некој таков кој што постои, тогаш за него е опасно дури да чита вестник и да излезе на улица. It's dangerous. Тоа е опасно за него. Би било опасно. Now what's happened? Што се случува? We check the Bible, Ќе провериме во Библијата, we accept the Sabbath, ќе ја прифатиме саботата, we accept the fact that we should stop eating pork, ќе прифатиме дека не треба веќе да јадеме свинско. we accept the light against alcohol and cigarettes, Ќе прифатиме светлината, дека треба да оставиме алкохол, цигари. we accept something about being birth again. Ќе прифатиме нешто околу, тоа дека треба да бидеме наново родени. We accept the teaching about baptism and tithe. About what? Baptism and tithe. Значи ќе ја прифатиме вистината дека треба да бидеме крстени, дека треба да даваме десеток. We become the members of the Seventh-day Adventist Church, Ќе станеме еден ден, значи членови во црквата and it's perfect. и се е совршено. We have a pillow, a good bed, Си имаме јастуче, добар кревет and we listen and believe. и слушаме и се што слушаме, се прифаќаме, се веруваме. I'm right in what I'm saying? Дали сум во право со ова што го кажувам? That was happening to us. That was happening to us. To us. Тоа не се случувало и на нас, на самите нас. And we must escape from this trap. И мора да избегнеме од една ваква стапица. We must check everything. Мораме се да испитуваме. So let's check. Па да пробаме да испитаме. We start now and continue tomorrow. Ќе почнеме оваа вечер, а ќе продолжиме утре вечер. But if you like the subject, we can stay. Но ако ви се допаѓа ова проучување, тоа може да останеме и покасно. Next slide. Is Andreasen really a problem? Дали навистина Андресен е проблемот? Is Andreasen the developer, the inventor of a new and unique theology that was not existed before him in Adventism? Дали Андресен развил нова и уникатна теологија која не постоела пред него во адвентизмот? Subjects like atonement, perfection, overcoming sin, regeneration. Дали ваквите предмети, како што се помирувањето, совршенството, последна генерација, Christ's nature, for example. природата на гревот или Христовата човечка природа. So, what we are searching? Што бараме ние? What Andreasen was teaching about the main important subjects like atonement, Што учел Андресен за околу главните и најбитните теми, како што се помирувањето, sanctuary,
светилището and Christ's human nature. или Христовата човешка природа. We can have more, but for the sake of a short study, we stop to the three most important. Можеме Subjects. да спомнеме и повеќе од овие теми, меѓутоа ќе се задржиме на овие три заради времето. And second, И второ, his teachings on these three subjects were his own, дали овие учења, она што тој го учел по овие три предмети биле лично негови, did not existed in Adventism before him, дали не постоеле никогаш во адвентизмот пред неговото време, and he's the inventor of a strange theology in Adventism. и дека со тоа тој е значи измислител на една многу чудна теорија, теологија во адвентизмот. Now a test. Е сега да доаѓа тестот, значи. When was Andreasen the most influential theologian in the Seventh-day Adventist Church? Between which? Се сеќавате ли кои години Андресен бил највлијателниот теолог во црквата? I like this. Ми се допаѓа ова. 30-тите, 40-тите, да. So only now we start to... Пошто ме се загрева, а? Okay. Who said this? Кој го кажал ова, се сеќавате? Джордж Найт. George Knight. Now let's read something from George Knight. Ајде да прочитаме сега пак нешто од Джордж Найт. Теологијата на Андресен доминирала во адвентизмот од 40-тите па до доцните 50-ти години. Но како што ќе видиме во следното поглавје, таа ќе се соочи со постојани предизвици од средината на 50-тите па понатаму. So, Таа опозиција ќе создаде голем расцеп помеѓу членовите на деноминацијата и интелектуалните водачи. so he's adding more years. Значи, Джордж Найт додава повеќе години. In the beginning, he said he was the most influential theologian in 30s and 40s. Најнапред кажа дека тој бил највлијателен теолог во 30-тите и 40-тите. Now he is saying from 40s through the late 50s. А сега вели од 40-тите па до доцните 50-ти. Now tell me, what means late 50s? It's very important. Што значи доцните 50-ти? Ова е многу битно. 57. 57, thank you very much. Ви благодарам. Значи 57-та година, познатата година што ја спомнавме. So when the General Conference published the book Questions on Doctrine, Значи кога Генерална конференција ја издала книгата Прашања за доктрината, Andreasen was, I don't know, we'll see. Андресен бил, ќе видиме. Ќе видиме што бил и кај бил. Don't forget, starting from 30s Значи да не заборавиме, почнувајќи од 30-тите, till the late 50s. па се до доцните 50-ти. How many years? Колку години имаме овде? Almost 30. 30 па и 40. Okay. Доцните 50-ти, значи. What is written in the next slide I have told you, but I want you to see again. We are searching. Запишано овде веќе го кажавме, но да го видиме повторно. We are searching what Andreasen has been teaching about Christ's human nature and the nature of sin, the sanctuary, the atonement. Значи истражуваме што Андресен учел за Христовата човечка природа, природата на гревот, светилиштето, помирувањето. And if it is something new. И да видиме дали тоа е нешто што он го измислил, нешто ново. Shall we start in this evening or no? No. It's too late. No, no, not, this is not the reason for which I stop. But you can tell them. Нели се прашуваше дали ова вечер да почнеме со овој дел или не. Меѓутоа ја му реков јас сум малку уморен, така да подобро утре вечер, а и 8:30 часот, може би вие сте уморни, но не е тоа причината заради која што ќе застане. I'm not tired, so I can Тој не е continue. уморен, But I want to stop now
Меѓутоа би сакал да застанам сега, токму сега, because I want you to be very interested in what's following. затоа што сакам да го задржите интересот, да се као оние турските серии, нели, да што следи да видиме во другата епизода. And to think at this. И да размислувате за тоа, значи ќе застанеме на најинтересниот момент за да дојдете утре. And to have desire to know more. И да имате желба да дознаете уште. You understand what I'm saying? Дали ме разбирате што сакам да кажам? If you are looking to TV, you know what I'm saying. Ако гледате телевизија или турски серии, како што кажав, знаете што сакам да кажам. Because they are giving you something, Затоа што ќе ви дадат нешто, then advertising, значи некоја реклама, and they say to you, come tomorrow. и ќе ви кажат, ајде, утре пак. So, in this evening, we stop here. Значи, ова вечер овде ќе застанеме, ќе продолжиме утре вечер. It's possible to have 3 meetings with this presentation. I don't think so. We will finish. I will do my best to finish it tomorrow, but it's possible to not finish. Значи, оваа презентација, третата, малку е подолга, ќе се обиде Паул да ја заврши утре вечер, меѓутоа можно и да има и трет дел. Значи, можно е да заврши во петок место утре. Ќе видиме. May the Lord be with you. Нека Господ биде со вас. Have a good night. Имајте добра вечер. And tomorrow, when you are doing your everyday business, think to what's following. И утре, кога ќе ги извршувате вашите вообичаени обврски, размислувајте за тоа што следи. May the Lord bless you. Нека Господ ве благослови. Amen. Амин.